Александра и Ева, добро познати лица на ТВ екранот и на YouTube каналите. Александра и Ева, ви посакувам добре дојде во Штип на Fashion Day Штип. Како сте и како ја чувствувате атмосферата? Супер, нас ни е прв пат тука и дефинитивно е нешто ново кое што еве го искусуваме вечерва. Ефтен сме возбудени да ги гледаме сите реви и нормално да се инспирираме за следни аутфити. Ева? Јас многу убаво се чувствам, обожавам кога се организираат вакви евенти, баш сакам почесто да се организираат и да, едва и чекам да почне следната ревија да видиме што следува. Претпоставувам дека вие за прв пат заедно да сте на моден настан. Да, заедно прв да, пат. прв пат. Дали ги пратите другите модни настани, иако ги нема многу ретко се во Македонија? Па се трудиме искрено и доста пати сме биле поканати, така што сегаш се појавуваме да пружиме поддршка нормално на дизајнерите, на моделите, на организаторите, така што да. Ева, што ти се допаѓа најмногу од модниот стил кога се работи за сценски настап? Што еве преферираш да облечеш најчесто или што најмногу сакаш да се гледаш себе си? Искрено тоа пред малку го разговаравме и со останатите присутни дека некако на сите црната боја многу ни се допаѓа. Јас кога доаѓам во црно облечена, многу посамоуверено се чувствувам како и сега, таква ми комбинацијата црна чипка, некако не знам. Посебно мокно се чувствувам и затоа и црвен кармен ставив, мислам дека тоа додава повеќе на целиот изглед. Така што со црно не можеш да промашиш. Александър, англиски стил, малце bad boy. Кој е твој стил? Па малце така класично, ама не до толку класично. Знаеш, bad boy, ама класична верзија. Така. Што е нешто заедничко и веќе го направите заедно, следно би го споделиле со публиката на Hype? Што следно би направиле? Заедно, што па прво, да. Па планираме доста содржини да снимаме, повеќе околу патување можеме да кажеме, да одиме на следно патување. Се нема да откриеме каде, ама пак е некоја тропска дестинација што мислам дека би била интересна за гледање. Да, ние се навикнавме некако во зимно време, есенско да одиме на некоја тропски дестинација, да. Сакаме лето. Која дестинација ви остави најголем печат до сега? Одите на многу такви екзотични дестинации. Малдиви. Да. Вие сте втори вечерва што ми кажувате Малдиви. Значи, тоа е стварно ненормално. Дали е така како што е на сликите? Дури поубаво живо. Поубаво живо. Нема потреба од едитирање на сликите. Да, значи, не мора истакнување на бои, тоа све си е природно, многу е убаво, да. Благодарам и на двајцата, убаво си поминете. Фала, исто и ти.